Денеска е прва од низата најавени блокади на Сојузот на синдикати на Македонија во обид да се зголеми притисокот и да известуваат што е можно поголемо зголемување на минималната плата од законски предвидените 1600 кои што треба да следуваат со мартовската плата, односно во април. Денеска во 9 часот представниците на ССМ, членовите, председателите на синдикатите дојдоа овде пред собранието и ги блокираа двете улици 11 октомври и Даме Груев, каде што се наоѓаме ние. Испратија јасна порака до пратениците дека на денешната седница, која што ќе почне во 11 часот, очекуваат да се најдат двете точки: минималната плата од 600 евра, зголемувањето на сите плати на работниците за 6000 денари во Македонија. Во спротивно, најавија дека ќе продолжат со нивната правна борба за зголемување на за работничката плата, но и намалување на платата на избраните и именувани функционери. Како што кажав, ова е прва од низата блокади кои што ги најави ССМ, а за тоа што се очекувањата, што ги предизвика да дојдат тука, ќе разговараме со подпредседателот на Сојузот на синдикати на Македонија, Иван Пешевски. Господине Пешевски, добро утро, тука сме пред собранието. Вашите барања се познати, но уште еднаш, што барате од пратениците и што очекувате денес од нив? Најпред мора да кажеме дека патните трошкови на пратениците поделени на месечно ниво се поголеми него минималната плата на еден работник, особено во приватен сектор во државата. Она што го најавивме на големиот работнички протест на 28 јануари дека ќе продолжиме да ги блокираме и пратениците, и министрите, и владата, и работодавачите, и сите оние кои што се виновни да низ годините го донесат македонскиот работник на дното. Мислиме дека е повеќе од потребно, односно не мислиме, тврдиме дека 600 евра треба да биде една загарантирана сума под која не сме еден работник да ја добие на месечно ниво, како би можел да го преживее месецот. Видовме дека за 2 години животот е поскап за 9500 денари. Тоа го покажуваат цените кои што секојдневно ги бркаме и ги мериме по маркетите. Само за една година е 6000 денари зголемен трошокот на живот на едно семејство и затоа бараме итно и неодложно да се стави точката на дневен ред, да се изгласа 600 евра минимална плата и зголемување на сите плати за 100 евра. Онаму каде што имаме колективни договори да се почитуваат колективните договори, бидејќи треба да сватат представниците на народот, народните избраници, министрите, директорите, градоначалниците, дека они го уживаат тој лезет и нивната работа е платена од платата на работниците, од давачките кои што ги даваат работниците секој месец. Нема економија, нема држава без работници, нека се одважат, нека ги дадат јасно и гласно како ние што ги кажуваме нашите барања на дневен ред, нека ги изгласаат, ако сакаат да се обезбедат и они уште еден мандат, а ако не, ќе бидеме секојдневно да блокираме и институции, улици и така натаму. Се додека навистина не се слушне гласот на работникот, се додека го представуваме работникот, барањата ќе бидат тие. Утрово сте тука од 9 часот, се сретнавте ли со некој пратеник, го видовте ли како доаѓа пред собрание, разговаравте ли со некој од нив? Дел од пратениците само видовме дека се дојдени уште пред 8 часот, можеби да испијат кафе и да се спремат за состанокот. Не успеавме да видиме некој од пратениците, но очекувам натре да се расправа на вистина по точката од дневен ред. Доколку не, повторно ќе ги блокирам и пратениците, а подсетувам дека во четврток сме пред Стопанската комора, пред Организацијата на работодавачи и следниот вторник сме пред влада. Се додека не се слушнат барањата на работниците, ќе блокираме, како што најавивме, институции и улици, а потоа следи и генерален штрајк со блокирање и луѓе од целата држава на повеќе од 24 часа. Се обидувате уште една правна битка да извојувате овде во собранието, најавивте, доставивте и барања, најавивте и законски измени за намалување на платите на избраните и именувани функционери. Тоа е последна опција или? Не, тоа е опција да се пресметуваат платите исто како што се пресметуваат за нас. Коефициент по минимална плата. Ако тие избрани функционери именувани се од народот, треба исто да се пресметува според нас и нивната плата. Нема логика некој да множи по просечна плата, а работникот да множи по минимална плата. Доколку немаат желба да ги покачат нашите плати, или нека ги намалат нивните, или нека пресметуваат исто како работниците, па слободно нека водат држава. Ви благодарам многу. Благодарам и ние на можност.